Почитувани, добар ден, добре дојдовте на нашата редовна средба во емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие и јас Исо Мухич, а да продискутираме за предстојната средба на председателско ниво на председателката на нашата држава и на соседната, значи Македонија, Бугарија, Силјановска, Давкова и Јотова, со тоа што таа произлегува од учеството на нашата делегација, предводена од председателката со министерот за надворешни Тимчо Муцунски на самитот на процесот за соработка во Југоисточна Европа, па на маргините од овој самит, значи не е наменска средбата, да се видат председателките Силјановска, Давкова и Јотова, која е инаку актуелна председателка на Република Бугарија од јануари 2026 година, а предходно долго време беше на позицијата подпредседателка на државата, дојде на ова на првото место, на местото председателка на државата, откако председателот Румен Радев замина од тоа место и формираше влада. Интересно е тоа што Јотова е всушност и првата жена на оваа функција во Бугарија. Еве прилика за нешто да и ние се фатиме и да кажеме, ете да, гледате, значи имаме и заедничка историја по тоа прашање, но тоа од нас сте го виделе. Ние од пред вас имаме жена на позиција на председател, а вие од нас сте виделе и тоа го имаме ние ексклузивно право и да чествуваме таков настан, така што вие ќе доаѓате кај нас, затоа што од нас еве ова како пример сте го презеле. И добро е, го ве охрабруваме, секој добар пример е добро да се шири и да се применува. Е така во таа смисла и пораките кои и министерот за надворешни Муцунски ги дава, дека треба да се гради доверба, да функционираме во систем што меѓусебно ете ќе ни ја определува иднината, ќе гледаме кон иднината и така натаму, со тоа што прашање, односно заеднички да градиме иднината. Тоа е, велам, прашање како другата страна гледа на тоа со вас да ја гради иднината, но еве добри се во принцип пораките позитивни кои министерот ги кажа пред почетокот на самитот, дека всушност ние имаме капацитет да ги негуваме нашите различности, а дека силните идентитети не треба да се градат преку напади врз тугите идентитети. Ете, токму тоа, ако нашиот идентитет е дека прво ние почнавме со жена председател, ете, не значи сега дека треба да ги критикуваме, а вие од нас сте го виделе тоа, и обратно, или дека ние имаме ексклузивно право, или дека сме исти како систем и така натаму. Односно, ете, по-широко кажано, да не се врзуваме за прашања од минатото, поврзани со идентитетот и историјата, и дека треба да разговараме, и тука доаѓа до поентата, да расчистиме всушност кои се очекувањата од двете страни, бидејќи сепак има еден силен билатерален елемент на сето ова, а тука се најголемите недоразбирања. Билатералниот елемент се јасно, она што е уставните измени и сето она што е во францускиот договор. И сега, од една страна, значи, Муцунски вели да, добро е да расчистиме кои се очекувањата од двете страни, а понатаму пак вели Македонија е заложник на некоректна блокада, а за идентитетот и јазикот нема преговори. И всушност, да, добро е да расчистиме, но добро е конечно да расчистиме како ние, така и тие, да расчистиме со тоа дека тие, да речеме, нема да отстапат од нивните барања, или дека ЕУ нема да отстапи од нивните барања и ние да расчистиме со самите себе што ќе направиме или не. Тогаш е во ред дека ова понатаму како Муцунски од Софија порачува дека треба да се гради доверба. Да, кога ќе расчистиме што може да очекуваме. Може ли од некој што е непристојен да очекуваме дека ќе стане пристоен во емисијата или не. Ако знаеме дека не може да стане, јасно е како ќе понатаму, како ќе се поставуваме ние понатаму и обратно ако знаеме дека може. И
Во таа смисла сега предстојната средба на председателско ниво во Софија, која практично во овие моменти би требала да почне, затоа што реков на маргините на овој самит. Веќе гледам, отворам многу прашања и дилеми околу тоа дали е ова еден вид на дипломатска активност од наша страна, со оглед на тоа што, велам, не е директно средба, но сепак прилика за таа дипломатска деблокада на односите од ова средба, односно рестартирање на односите. А во исто време, токму денеска, евроамбасадорот Михалис Рокас ни праќа исто така многу јасна, токму ова што вели Муцунски, добро е да расчистиме. Па јасно, нека е добро, туку е неопходно да расчистиме и не знам како не сме расчистиле досега. И со тоа дека очигледно не сакаат да сменат ништо и нема да сменат ништо, ниту соседот, ниту ЕУ, што еве ни го порачува токму и Рокас, а тоа е дека најголемата, цитирам порака, што произлезе од самитот во Тива, дека процесот за проширување на ЕУ е жив, динамичен и ургентен. Земјите кандидати не треба да ја пропуштат. А нон-пейперот предложен од канцеларот Мерц и францускиот претседател Макрон, германскиот канцелар, може јасно да се види од овој нон-пейпер дека Македонија прво што треба да направи е да ги усвои уставните измени, за да можат да почнат преговорите. И понатаму исто така потенцира, прво што треба да се случи е да се усвојат уставните измени за да можат да започнат преговорите, всушност самата преговарачка рамка која беше договорена во 22-та година, францускиот договор. Тоа и го кажува. Потоа, како следен чекор е меѓувладината конференција во која следува започнување на официјалните преговори. И нормално убеден е дека ние тоа ќе го направиме. Значи да, навистина да расчистиме и тие да расчистат, да имаат илузии со нас или не, и ние да немаме илузии. И тие да немаат со нас, да знаеме што може да очекуваме. Ке сменат нешто тие или не. И во таа смисла е темата. Да не бидеме во контекст на она што во рамката на она што по која сите вести генерално одат денеска, а тоа е, како што кажав, одмрзнување на политичкиот мраз во односите, рестартирање, дипломатска деблокада и слично од средбата Силјановска, Давкова, Јовтова. Туку воопшто токму како шлагворд ова расчистувањето со очекувањата. Можеме ли да очекуваме дека ќе ги почнеме преговорите со ЕУ, така што ќе постигнеме некое решение кое ќе биде поволно за Македонија? Мислам дека е повеќе од расчистено тоа што ни го кажуваат уставни измени и почнуваме. С други зборови во ред, и Муцунски вели дека нема да има нови барања и слично. Да, но уставните измени. Значи да се прифатат уставните измени, да го расчистиме и тоа тогаш. Па да одиме за нови барања да нема. Јасно да се расчисти, или уставни и тие нема. Да се расчисти, јасно. Затоа да зборуваме за тоа дали може да се деблокира процесот, но така што ќе се дојде до решение кое ќе биде поволно за Македонија. Или нема веќе да се оди на ситуација која само во неповолна позиција ја става. Од, како што промена на името, на обврските, грб, знаме и така натаму што и да е. Во таа смисла да се расчисти и да се, с други зборови, дали по секоја цена, односно да, и уставни измени, и имаме преговори, но нешто што е неповолно за нас. Или може да се деблокира овој процес. Така што нова, велам, на Муцунски порака, кој исто така понатаму порачува дека БГ да ги отворела вратите за ЕУ спрема Македонија, да ги отвори вратите на ЕУ за Македонија. А па токму тоа да го расчистиме, не ги отвара.
Зарем не сме расчистили га неки отвара без уставните измени? Така што многу работи не се расчистени тука и затоа јасно е дека треба да се расчистат за да знаеме понатаму ако одиме, дали одиме на своја штета или не одиме воопшто, па е и тоа на штета што не одиме, но затоа не е на штета на државата. И така натаму. 6091 924 925, повелете, добар ден, кој ни е прв? Добар ден. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, да. Се слушаме. Да, одлично, повелете. Видете, ќе почнам со Рокас. Рокас да го протерат од тука, дека оди нека рокат во својата држава, кога вика без дискусија мора пресудите, односно Уставните, уставот да сме го смениле. А не спомнува за пресудите да ги внесат бугарите. Тој Рокас му го на рока джебот и сега не знае што зборува. Што се десува за самитот во Бугарија што се одржува, Гордана, председателкава, треба да им кажи јасно и гласно на бугарите. Тоа што го барате вие да отвориме вратата, ќе отворите и вие. И тука точка. Пресудите да ги внесите. Тоа е разговор. Но што личи това? Нацистите, што биле во Македонија за време тие 4 години Втора светска војна, сакат пак да се вратат, да бидат нацисти, оти македонците не ги победија, нити србите, за да може да не потиснат поново, да нема М буква. На тоа одат тие, не друго. Овие нашиве гаранции. Абе како не се срама да спомни гаранција? Каква гаранција? Нема гаранција кај овие. Што ќе ти е гаранција тебе? Ти дај ми. Земи, остави. Толку немаме писмени, овај речи го, стручњаци писмени да застанат за законот, за државата. Прикрпени, излегле, ќе водат држава. Да не знае да се одбране, не знае да кажи. Мојата работа е толку. Ти што бараш то, ќе го дадеш то. Ќе го поделиме. Колку за тебе, толку за мене. А не ќе одам во Бугарија, ќе се умилкувам, што да е пуста Македонија. Благодарам. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Да. Дали Рокас, дали Хан, дали Могерини, дали сите тие што доваѓаат тука и што се правеа дека се многу паметни, многу умни, ние запалија свеќата прво наште, па после они. Да го викнеме сега Ковачевски што подпишал францускиот договор, фактички бугарски договор со француски подписи. Нека излезе Ковачевски што трае и се крие тамо Димитар Ковачевски. Кога штрекуваме ние сите, он се правеше важен, нема да подпишам, а ќе подпишам после. Зашто го подпиша договор? Кој го тера? Кој? Дали праша некој од македонци, дали сакат некој да го подпише тај договор? Како не се сраме, а сега се крие? Исто и Заев. Подпиша, смени име, смени се живо. И српски народ, исти јазик, иста историја. Кој е он? Кој е он да ни проповеда со свиена кичма? Тоа ли сака сега па да отидеме тамо? Од авионом раци дека сме примени во Европската унија. Срамота, срам да е. А се кријат, ги нема никаде. Понижија ја Македонија до блатова до кара. Срамота. Каде е сега Ковачевски? Нека излезе да каже што подпишал. Што се држеше тај договор? И другите криви му се, никој не се криви. Криви се тие што подпиша. И сега Мицковски лажал, прво реков ќе го поправе, него е Мицковски подпиша го Димитар Ковачевски. И нека се најде срамота како Бујар Османи што ни се заканува, ако Бадентер нема да успее, физички ги се обрачуна. Кој е он да ни прете на нас? За таква претња треба да го затворат. И многу други како него. А траш дали у Албанија има македонски јазик и знаме. И се живо, и дали има македонски училишта или факултети. А тука тражат, кога се бореа со балистите, кога нападаат 2001, кога го Змаја Куманово сака да го... И тражат сега јазик, со кој право тражат. Што допринесеа они за Македонија да ги прашаме. Сите тие. Македонците секаде се понижени у Грција, у Албанија
и Бугарија. Пријатно и фала многу. Да, ве поздравувам и јас. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Исов. Да, поздрав, се слушаме. Благодарам. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледаси. Благодарам. Патот кон лево. Во политички застој или кон решавање што ќе биде поволно за Македонија. Не знам што гледате кое решение ќе би било поволно за Македонија. Па да, не по секоја цена, па на сметка на своја штета. Па добро, барањава... Како што ете уверува, значи токму и министерот, да нема дополнителни барања поврзани со брашање историјата, идентитетот, јазикот и така натаму. Да бидеме начисто. Да. Кој влегол во Европска унија без без барање, после никој не влезе. Па секој треба да ги исполни сите услови што се бараат. Па и Албанија, за да почне преговори, гледаш, требаше да реши проблемот со Грција, со Јонското море. Требаше да реши со еден, да го пушти еден затвореник што беше и тоа го направи Албанија. Значи, отстапки направи затоа што ќе беше блокирана. И сега кај нас се бара единствено барање беше, господин Исов. Бугарите во уставот. Зошто? Затоа што имаме срби, бошњаци, роми, власи во уставот. Значи, во преамбулата имаме не е граѓански устав да нема. Ако беше граѓански устав, не може да бараат бугарите тоа. Што очекува? Овој сега ги држи во неизвестно сплитсковски гласачите негови, за да има поени. И сега едно време ќе почне тоа. Ајде, ќе мораме да се почне више да зборува така. Па затоа да расчистиме, што вели министерот. Тогаш неизвестност или во политички застој сме и ќе останеме. Тоа политички застој. Нема никаков политички застој. Барањата се тија. Ако барањата не ги поддржува оваа влада, не ги сака, не се добри овие барања... Значи нема друго решение освен прифаќање или политички застој? Па така кажуваат обврткано, нема друго решение освен прифаќање. Нека не преговарат ако не бе. Јас не знам што гледате подобри услови за влез во... Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. И вам, да, повелете. Благодарам. Вака, прво седнаш за секојаш треба да сватиме условите за да некаде влезеш, ги поставува некој друг. Ако сакаш да влезеш на таа врата, да тропнеш да ти отворат, мораш да се сложиш со сите неговите услови кои ги поставува, а ние сакаме наши услови да поставиме на оно што е домаќин, што е газа, што ги одредува условите. Дали ти заслужуваш да бидеш дел од таа заедница или не заслужуваш. Ја не знам кога ние ќе сватиме дека ние бараме да одиме во таа европска заедница. Ние сме дел од таа Европа, но за да влеземе во тоа друштво, ние треба да ги исполниме. Во оваа ситуација, сето тоа што стварно бугарите не сакаат, не признаваат сето тоа, меѓутоа нивниот проблем е префрлен во Страсбург, значи таму е и ние во тие услови е кажано што треба да направиме и треба да го направиме ако сакаме да бидеме дел од таа Европа. Овдека е условот ние треба да го отвориме уставот, да влеземе, значи да ги внесеме бугарите во тој устав, но во тоа внесување треба да постои клаузула. Ќе бидете вие дел од македонските заедници во државата, но нема да дозволиме да барате други барања, освен оно што сме се договориле. И крај, ако веќе нешто сакаш, ќе по тој услов може да го поставиме. Друго нема што да не можеме ние друго да бараме. А ние сега ќе му покажеме на папата што треба да прави во католицизмот. Па не може, не е тоа, не правилата не се такви. Ја ми се чини дека стварно ние имаме политичари на папир, ама не знаат да коментираат, да дискутираат, да барат решение и ја ми се чини дека ова решение нашиве политичари ќе го решат, ама на светеникат. Благодарам, поздрав. Така, благодарам. Во таа смисла, јас лично би ме радувало да сум во заблуда, но што може да се очекува? Па сигурно не може да се очекува тие да го сменат мислењето. Или ние да го смениме мислењето, да кажеме добро ќе прифатиме. Напротив, токму тоа и Муцунски од Софија го, иако повикува на диалог и слично и на тоа да се расчистат работите, потоа вели дека за идентитетот, јазикот нема преговори.
А исто и тие, сигурно сега од оваа средба нема одеднаш Силјановска, Давкова, Јотова да сватат и Јотова да каже, која исто така, затоа и кажав претходно и подпредседателка и слично познати се и низините ставови, освен тоа и настрана низините ставови комплетно и како председателка и влада, јасно е, нема сега од оваа средба и таа да каже, добро, како ме убедивте, сега ние ќе се откажеме од тоа. Ниту да ја убедат нашата председателка. Така што тие веќе прашања кои 30 години ги слушаме, што може да очекуваме од средбата, а што може да очекуваме? Туку може ли да очекуваме во таа смисла во која Муцунски вели да се расчисти нешто, да се расчисти дека не попуштаат тие, не попуштаме ние, па едноставно да знаеме, или ако нешто помеѓу може да се најде да се договори, дека токму поентата е таа да нема веќе дополнителна штета или негативни последици на Македонија и нејзиниот пат и иднина и така натаму. Во таа смисла ете решение кое ќе биде поволно за Македонија. Инаку јасно е, тие не велат исполнете ова или она, направи тоа и готово сега. Тоа исто како, не знам, некому кажете исто, скокнете од тука и ако ризикот е да се повреди и така натаму, да, но ќе добиеш нешто. А што му вреди ако се повреди? Не е поволно за него тоа. Во таа смисла може ли да се минимизираат тие ризици и штетни последици, а да се добие тоа, да, ќе скокнеме вака и онака и да во еден интегрален дел неповредени одиме кон таа иднина заедничка во ЕУ. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Види, ако се работи за ова со нашиве источни комшии, абе не барајте таму кривица. Таму нема кривица, ни нема. Тие се измечери како нас. Исто како е нашите функционери овдека компромитирани и корумпирани. Што ќе им се каши, тоа прават, и плюс ако не послушат, ќе има и тепање по уши. Така да имаме не проблем, многу со поопасна сила која е малку по на југ, така на Беломорско море излегува. Значи, тоа е проблемот. Таа е вештачка творевина, го прашав, ете и ова што е вештачка интелигенција, да ми каже во кој век живеел гркот Филип II. Вика, немало, вика, грк Филип II. Што имало? Македонец. Како сега немало грк, ама имало ова, па нели грците тие? Малку ја збунив таа машината таму. Не е битно, се фала, маку или па може... Не, добро, но и во исто време токму ете тоа, расчистувате, па да. Сега, знаеме на што сме. Имаме ние нацистички пристап на овие балкански држави, нарочито овој Западен Балкан, што они крстеат тие нацистите. Значи, гледате дека целата игра ја играат Германија, Франција, Британија, нарочито Британија. Овие малку нешто забегаат французиве и германците, одма британецот за уши ги тегне. Значи, тие се трите држави у Европа, а инаку на главното шефот е кај Доналд Трамп, таму е шефот. Они диктираат све. Инаку се тоа нас не ни треба, иако со сила не тераат да признаеме све, и после ќе влеземе како робија. Ке треба да идеме да ратуваме во Украина, во Иран, во све. Нема време, поздрав, пријател. Поздрав до вас, до слушање, добар ден за следниот. Ало, добар ден. Повелете, да, гледачка, добар ден. Па многу убаво кажа гледачот. Диктираат Германија, Франција и Велика Британија, а тука и Америка. Меѓутоа, не сакам ја за тоа да разговарам. Сакам да кажам како ги слушате луѓево, како имате живци. Кој е тај, кој е овај? Па ние мора да разговараме со некого, бе, луѓе, бре. Не можеме да се затвориме во, како на конот кој ќе му ставиш оглав и да гледаме само напред. Па мора да разговараме. И сега ние ќе ја учиме Гордана што да прави во Бугарија. Па таа не дошла од некоја општинска администрација, да знае што треба, или треба вака, да тропне на маса, вака ќе биде и готово. Бе, кој не прашува нас? А кој ги прашува па и бугарите? Други наредуваат. Ја не знам, најдобро беше граѓански устав да има. Ама ќе рипне овие други, бе. Оти таму во граѓански устав ќе пишува
македонците дека се граѓани на Репо и други националности. Ја не знам, луѓево само исправи се мицкоски исправи. Да, добро, но пасошите ни се граѓански, сите сме граѓани. Така, што знам сите, добро, не знам дали има некој. Ве молам, јас борам за уставот што беше граѓански. Погрешно ме разбирате вие. А сега има таму малцинства наведено. Сега и овие барат, не знам што барат. Ја не можам да разберам луѓево како мислат. Да го мицкоски да го врати името. Ајде сега ќе земеме магично стапче, ќе го враќаме името. Гордана вака да направи, бе, доста више со тоа, едно исто, па на крај краишта има и многу поважни теми да се разговара, да се постават. Па имаат граѓаните мака од многу проблеми, од многу работи. Сега ние ќе учиме политичарите како да што да зборат, како да зборат. Ја не на... Да, благодарам, ве поздравувам. Па и токму затоа ете и спомнав и темата е повеќе очекувањата во иднина, отколку сето она на што се фокусираат денешните вести ударни во централните изданија кои ќе бидат. Може ли да очекуваме рестартирање на односите? Од што? Од средбата председателска на маргини на самит, што ќе испијат кафе. Ниту е наменска, ниту, не знам, анализа некоја и така натаму. Неопходна, може да биде предвесник на нешто. Добро е да помине без инциденти, да биде во пријателска атмосфера, да отвори простор за идни средби и потенцијалниите решенија на ова што го имаме како застој. Но сега, да, што сега може ли рестартирање? Тоа не е за деца, мислам, воопшто прашање да дискутирате. Јасно дека не може. Но ете, може ли да помине без скандал? Може ли да помине во добра конструктивна атмосфера? Може ли да отвори можност за идна средба на која нема едни со други да имаме да се сведе се на такви повторно препукувања, дополнителни заострувања, поларизација, дистанцирања, барем на комуникација, која понатаму би можела да навистина направи придвижување од тој политички застој, а во насока која нема да биде штетна за Македонија, која е заглавена на некој начин, би рекол, како во не знам, некој менгеме или што ли, и секое дополнително поместување стега само. Значи, некоја насока на идни преговори која ќе го олабави тој притисок, таа стега. Затоа не да нанесува дополнителни. Тоа е, затоа велам, далеку сежно некое решение кое ќе биде поволно за нас, но воопшто и да зборуваме за решение, тоест за излегување од овој политички застој. Мочуриште, ајде, како ви кажал премиерот за некого. Во кое сме по однос на тој пат. Навистина заглавени. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Се слушаме. Да, се слушаме, повелете. Патот кон Европа, тој пат кон Европа нас не доведе до една провалија голема што така ги изгубив името ентитетот во Македонија. Меѓутоа, од владите бивши, Заев и Филипче сега и другите, затоа што го направиа тоа зло на Македонија замина во аучо, се викаат спортски. Затоа ни е приоритетно Македонија. Македонија не во Европа по секоја цена, не во Европа ние по секоја цена, значи треба, за да одиме во Европа, ние требаше да се вратиме прво да ја спасиме Македонија. Уставо да се врати, да се раскинат говори со Бугарија и Грција и тек после, кога ќе се среда сите работи, криминари, правосудството, реформите кои се направат во правосудство, во обвинителство, во здравство, економија, тогаш можеме ние да одиме кон Европа. Иначе вака се уцени одиме. Затоа ова влада доби мандат за да врати прво името. Никако мене, прво јас кажам за мене најголемо богатство ми е името да остана Македонија, Република Македонија. Не Европа, не Америка, не НАТО, никој. Ако некој рече немаме друга варијанта, друга опција, друга алтернатива, тој не е способен да биде домаќин на куќата. Значи, ако изгубил некој родител, некој работно место, па сега па се откажува, немат алтернатива за да издржаат семејството, тој не е способен. Прва алтернатива е све што ќе се стори
прво Мицкоски, сите негови полунегоши, бивши функционери, претеници министри да го вратат стено од украденото. Тоа ќе биде еден голем кредит преку 45.000 милиарди евра за Македонија. Вториот услов, втората варијанта втората алтернатива е за само Европа е. Тука е Русија, тука е Кина, тука е Индија, па гледате во Кина оди Трамп, оди Путин, оди Вучич, како Србија може да обстане, да... Благодарам, поздрав до вас, добар ден кој ни е следниот учесник. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам, поздрав до вас. Што ќе коментираш, за попот више немам коментар. Гледаш како оправдување даде, изветреан не било навреда, а глупа кому кажеш на некој било навреда. Изветрен било од латински произведен. Ве Бог да чува. Сега околу ова прашање, што некои факти вака да зборуваме. Кога го сменив името, нели беше за влез во Европска Унија како полноправно членство? Бугарите потоа да ги ставиме во уставот, нели беше услов да почнеме преговори за полноправно членство? Сега гледаш што испаѓа? Да бидеме безгласна буква, така? Барањата само се зголемуваат, а од друга страна нивните опрски се намалуваат. Толку ли не е јасно дека Бугарија све да исполниме? 100 прашања да исполниме, ќе го најдат 101-то и ќе не блокираат. Бугарија нема да дозволи никогаш да влеземе ние во Европска Унија. Тоа толку е просто едноставно, не знам како не им е јасно на вие. Добро, затоа е битно да се расчистат позициите, јасно, и што може да се очекува. И кај гледаме овде преговарање ние? Ова е ултиматум. Зашто преговараме? Што преговараме? Не гледаме преговарање? Па тоа е тие, нивното, јасно, ние нашето, значи освен ако ние не прифатиме. Па, тие не верувам дека ќе сменат. Премиерот дека не прифаќаме. Има други алтернативи полека. Може и ќе се смени тамо -1, -2, ќе биде дека не бива таа работа. А да почнеме малце да флиртуваме со Кина, например. Да почне да ги чачка горе, да видат дека таа невеста не е само таа невеста, има и други невести. Па да видиме како изгледа работата. Доста беше ова. Само даваме, а ништо не добиваме. И ќе ти каже Велјан да ги примеме, а да напишеме дека да не бара други барање. Кај да напишеме Велјан на площад? Кај ќе го напишеме тоа? Така, благодарам. Но добро, тоа ете го и во интервјуто денеска дадено од министерот Муцунски е токму таа порака да не се врзуваме за прашањата од минатото поврзани со идентитетот, историјата и јазикот. И понатаму вели туку и успешно ги затвориме тие. А што е важно за нас? Да знаеме дека нема да има дополнителни барања за нашата земја поврзани со историјата, идентитетот и јазикот. Како и други билатерални прашања кои би се јавиле по отпочнувањето на преговорите. Прашања поврзани со историски комисии и така натаму. Тоа не се европски темелни прашања и слично. Во редно, всушност, тоа е токму она што е договорено и прифатено, француски предлоги и слично, таа историска комисија мешовита и така натаму. Значи, на некој начин во ред ова, но е барање или очекување, она што вели министерот да се расчисти кои се очекувањата, нашите очекувања да нема. Но всушност е да се укине ова, тие ќе инсистираат на нивното, па вие го прифативте тоа и комисија и се, а сега да нема. Таа комисија постои и не прави ништо. Во застоја и таа. Како и уставните измени и слично, кои се дел од ова француски договор, она на што и денеска од Штип не подсетува евроамбасадорот Рокас и на што не подсети неодамна и председателот на Европскиот совет Кошта. Само тоа, ништо друго. И тоа е така, како обично човек и кога ќе направи многу работи за некого, за пријател или што ли, и потоа уште ќе му се налути пријателот и ќе престанат да комуницираат и да бидат пријатели, затоа што не му го направил тоа последното. Па само тоа ти побарав, не ти направи, не ми излезе пресред. Таа што ти правам цел живот, тоа го заборави. И така и ова ете, кошта само тоа и ништо повеќе. Може ли тогаш? Ајде да вратиме се она од друго и само ова да го направиме. Ајде да разговараме и така, добро, може. Уставни измени, да вратиме име и се. И да нема комисија.
Вие рековте само тоа. Добар ден, повелете. Денисо. Да, поздрав, се слушаме. Се слушаме, Исо. Да. Па не ти даде извештај господинот од Треспа дека езерото е пораснато за 2 метра и 30. А спомна минатата недела, ако не се лажам, мислам спомна секако, но ако не се лажам минатата недела беше. Токму нешто и спомна дека евроамбасадорот Рокас го очекува во Преспа да, мислам, посета на евроамбасадорот. Се слушаме ли? Да, повелете. Или се прекина? Добар ден, почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, повелете, да. Па, овие господата од опозицијата кога го критикуваат ВМРО, фактички го критикуваат и Муцунски кој вели преговори европски да, но за идентитет не. Значи, опозицијата наша е за обратни преговори, значи преговори за идентитет. Значи, ВМРО е против за преговори за идентитет, така да знаеме кој зашто е. Сега една информација, вашиот колега Горас Чомовски, trilink.mk, има сајт, како што знаете. На 31.5.2026 има објавено бугарска пропаганда без граници. Тито бил поголем джелат од Хитлер. И сега таму се наведуваат податоци дека на YouTube каналот BGNS Agency е објавен филмот Тито челатот на 20-тиот век и еден од новинарите кој кажува историски факти во тој бугарски филм е словенечкиот новинар Роман Лелјак. Нели имаме еден од опозицијата кој вика треба да ги слушаме словенците, па може би ќе ни каже дали овој словенечкиот новинар Роман Лелјак кој документира во ваквиот бугарски филм дали се сложува со таквите ставови или не. Сега зошто е ова битно? Историјата исто така е дел од идентитетските прашања. Што значи точно е тоа претходните поддржувачи на СДС што рекоа дека треба да се прифати и тоа. Па така да кога СДС и левица го критикуваат ВМРО, значи точно тоа го прифаќаат. Кога ќе влезат бугарите во устав, ќе си гледаме вакви филмови со бугарска верзија на историјата. Каде што еве Тито е представен како еден од најлошите историски ликови. Така да еве доживеавме СДС и левица да се служуваат со бугарите и заедно со бугарите да го напаѓаат ВМРО. Благодарам ве, поздравувам, а секако дека е и јас не гледам како би можело да не биде поврзана идентитетски работата на комисијата, но и добро е ако е така во насока на разјаснување на работите, појаснување, расчистување и слично. Меѓутоа, таа некако повторно се чини оди еднострано. Таа е на барање, не е на наш, ајде да седнеме и да решиме заеднички, туку е на барање седнете и ајде видете што ќе биде. И во таа насока се промените во учебниците, образованието и слично, што ќе се исфрли, што ќе се додаде, не знам, хероите народни и така натаму, кој е, како, зашто се борел, па во тој контекст и чествувањето на празниците, со тоа што практично се одредува што како заеднички ќе се чествува или не. Не е тоа договарање, туку овој е наш, а вие може да дојдете заеднички да го чествуваме. И такви работи, така што тоа секако се, значи, таа е затоа комисија од историјата, за прашања од историјата. Не е она, мислам, како што често ја пишуваат историска комисија. Не отишла уште во историјата за да стане историска. Но е комисија за прашања од историјата, поврзани со историјата. Мешовита заедничка која треба да ги утврди. Фактите да ги појасни. Гоце Делчев чив бил наш, ваш, заеднички или што и да е. И дали ќе го славиме заедно. И што сето тоа понатаму од тоа што ќе се утврди, ќе се учи во идните поколенија. Како што веќе ние имаме, впрочем, еден вид паралел на, не знам, историја и така натаму, и внатре Македонија. Паралелен на некој начин образовен систем. Не е унисон, не е единствен по однос на историјата и така натаму. Добар ден, ајде, тоа е друго прашање. Повелете, кој ни е следен? Добар ден. Да, повелете. Се слушаме, Исо? Да, добро, се прекина, се радувам, повелете. Повелете веднаш. Па Исо, да. Разлика меѓу свештеникот, што многу го ценам, и преспанчанецот е, што свештеникот
збори и против таа партија, и против оваа партија што е на власт. И против опозицијата. А през Панчанецот збори еднострано, само за власта. Значи, каде е свештеникот подобар у комуникација. Он знае да каже и СДС што е лошо, и ВМРО што е лошо. А он ВМРО през Панчанецот го фали цело време, а СДС го куди цело време. Значи не е народен човек. Народен човек треба да бидеш. Денеска тоа се бара. И исто сакам да кажам, ова што поише се должи бугарите во Уставот, Македонија све поише и поише заостанува. Све поише. Ние гледаме у сите параметри дека све поише и поише заостануваме. Децата ни бегаат у странство, економијата тоне, ако премиерот збори дека трети сме четврти таму. Економија исто, знаеш како се рачуна? Овако, цел свет така е рачунаат. Добро бит треба да има народот да ја почувствува. Тогаш економијата расте. А не можеш ти да кажеш први сме у свет, први сме у Европа, или втори сме или трети. Треба народот да ја почувствува. Цела економија се базира на тоа. А не онака да се фалиш. Мисля, треба овие политичари наши, што не ги бива, и тие заеднички манипуланти, што го манипулираат народот, да седнат и да се договорат. И тоа е више. Народот више не може да ги трпи. Поздрав и со пријател. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден кој ни е следен. Повелете, добар ден. Дали имаме некого? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Министерот Муцунски, помеѓу другото од Софија, порача дека по однос на договорот предложен од Франција во 22-та година, францускиот договор, Македонија има поинакво гледиште од Бугарија. Да се слушаме, повелете, да. Добар ден. Ало, програма. Да, повелете, вие сте. Ве слушам. Вака, Значи јас ја слушам програма. Да, се слушаме одлично, повелете. Многу ретко ви се јавам јас. Баш убаво што се јавивте денеска да ве слушнеме. Многу е јасно, значи Македонија мора да ги почне преговорите. Проеден. Влезот на бугарите во уставот не е никаков проблем, као малцинство. Со тоа го разобличуваме двата идентитета. Значи бугарски и македонски. Значи Македонија мора да го отвори кластерот. Број 1. После тоа си ги има своите црвени линии за идентитетот и јазикот. Што е се тука проблемот? Значи има и друга некоја игра. Зашто не се почнуваат преговорите? Значи стави ги во уставот, пошто и другите малцинства се во уставот, значи еден народ кој живее надвор со тематична држава, малцинство. Готово, јасно. Си изјасниле 3500, ќе ги ставам. Следните кораци, дајте сега да ги видам кои се другите барања. Ако ми одговарат, продолжувам да преговарам. Ако не станам, и си одам. Толку. Не го разбирам, значи има некоја позадина во игрите. Да го отишете вие на вака во недостој или во една, да не речем, економски пат, страшен. Се фалат, то нема ништо. Цените растат, луѓето си одат, младината е безпомошна, судството е катастрофа. Што? Значи, што е проблем да не се... Или па изгласа го. Смени го успеа направи класичен граѓански устав, Македонија е држава на сите граѓани на Македонија, по службен јазик македонски и сите други јазици. Толку. Значи, мора да почне негде да се почне. Значи, мојата црвена линија е идентитет и јазик. Почнувам. Те не сум во устав и почнувам. Ако твоите барања се сасвим други, едноставно си стануват преговорите и чао, пријатно. Нешто многу се дискутира овде. Значи, има и нешто друго. Значи, видите што ви... Да, ти истече времето, ви благодарам, повелете и друг пат да се слушнеме. Добар ден, кој ни е следен. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Здраво, мис. Да, поздрав, исто. Видите сега. Вчера ме спомна
Томислав од Битола, еве го поздравувам. Јас бугарски пасош имав од 97 момче. Еве ти кажувам да си знаеш. Од 97 имав бугарско државјанство, во него ми пишуваше кај сум роден во Македонија, македонец. Ако сакаш, и ке ти докажам со факти. Сега имам холандски. Ти овде снимки ки си ми пуштал, што сум се ја произнесел. Значи, ја то него негирам, бе, господине. Значи, јас си уживав ко господини со бугарско државјанство и сега со холандско. Само што сега го одјави бугарското, веќе не постои, си имам холандски пасош. И тој што ме спомна пред него, не знам кој беше, да си ќутам. Ми кажувале во Холандија, не бе другар, сега сум господин. Кај сакам идам. Ти тоа можеш на сон да го сонуваш и да се сликаш по граници. А снимката може слободно да ја пуштеш на 24, Огнен уште кога е бил, човекот на место си беше, дечко не знам каде е сега, што е, тоа си е негово, али немој да се правиш некој квази патриотот и некој се борел за оваа држава. И едно да ти кажам, нит сум бил партиски полтрон, нит шпион, нит кодош, а сам е напуштил државата од такви како тебе. И едно да знаеш, ти не можеш овде да ги понижаваш гледачиве, а ја, што ги понижувам дел од гледачиве, ги понижувам со цел. Тоа истече времето, но не се тревожете и нема ни ту причина, па ниту основа, и нема што ниту да докажувате вие. И постојано, еве, се слушаме тука, ги имате вашите ставови, како што кажавте, ниту од нив се оградувате, напротив, како ни од тоа што човек не би требал да се дистанцира етнички државен предзнак и слично во контекст на тоа како бе што е. Државна, значи пасош државјанство на одредена држава не значи нужно и дека е или ете и етнички предзнак припадност и така натаму. Не значи воопшто да е, го имаме тоа и со Гоце Делчев, значи етнички едно за друго се залага и така натаму. Во таа смисла, велам, тоа се по принцип и релевантни работи. Дополнително што со источниот сосед го имаме и тој момент на државјанства во тој период екзистенцијални, социјални, за да се стигне до таа ЕУ и така натаму. До толку повеќе, велам, не треба директно да се врзува со тоа дека е тоа и некоја определба или приврзаност на политика или на, велам воопшто, на кој да е концепт на некоја друга држава и дека е помалку, не знам, вреден од некој што е можеби со едно државенство и така. Нема потреба за тоа, велам, да се вознемирувате. Ајде, останува да видиме централниот дневник во 17 часот, дали средбата се одржува, има ли нешто од неа што може да навести дека ќе се придвижиме на подобри и по цивилизирани воопшто комуникации од кои понатаму и би можеле со право нешто подобро и да очекуваме. Ете, ви посакувам во секој случај да имате и вие подобро попладне отколку што било времето досега. Што значи да одиме само на подобро во секоја смисла. Довидување.